се наоѓаме во твоето ателје. Ти благодарам што си ни домаќин денес. Благодарам што дојдовте. Да позборуваме малце за почетокот на твојата кариера. Кога почна све тоа, како дојде на идеја да се бавиш со оваа работа? Ова е веќе пета година како се бавам со моден дизајн. Моето ателје значи пета година како функционира, а целата приказна започна пред многу години кога ги сакав фармерките на татко ми. Сакајќи ја направам ташнички за мене и другарката. И со текот на годините љубовта кон модата се повеќе растеше и со поддршката на фамилијата еве ме сега. Добро, кажа 5 години имаш ателје, дали се работи за оваа ателје? Да. 5 години си функционираш. Добро, каков прогрес оствари во овие 5 години? Што можеш да кажеш за тоа од пред 5 години па се до денес? Па, осум учества на Моден викенд Скопје, многу проекти, многу соработки, мислам дека сум може вака малку нескромно ќе звучи една од активните млади дизајнери, да, што цело време сум на модната сцена, соработувам со разни луѓе, дел сум од секакви проекти, значи што не се поврзани само со модата, туку и филантропски и хуманитарни проекти. И сметам дека сум на добар пат. Спомна проекти многу дека работиш, дали функционираш само, правиш само реви или работиш на индивидуални проекти, на една креација за конкретен купувач? Да, моето ателје е отворено исто така и за нарачки од клиенти. Тука се нели матурските прослави, свадбените прослави. Работам нарачки кои се секогаш уникати, значи не работам копии и такви некои работи. Голем дел од луѓето треба да научат дека сепак контактираат дизајнер, а не шивач. Дали твориш и нешто што би можеле машки да го носат? Обично кога ќе се спомене дизајн, тоа се асоцира на женски. Дали па да, женските се малку поинспиративни, извини вака, ама машките се сепак голем предизвик затоа што треба да направиш нешто што е ново, но сепак да не наликува на женско. Јас во моите колекции секогаш имав по 2 машки модели. Оваа година имав само еден машки модел кој го носеше Пере као дел од бендот и голем дел од луѓето не го ни приметија дека беше дел од целата приказна, но отворена сум исто така и за нарачки, например, работам и машни папиротки и некои такви слични додатоци. Ја спомена последната ревија што имаше на Fashion Weekend, колекцијата Дома. Да. Нешто повеќе околу неа, дали сакаш да ни кажеш? Колекцијата Дома е инспирирана од домот, значи низ урбаната призма на животот. Животот во еден град, град со многу бои, со шаринила и со убава енергија. Колекцијата беше заработка со Ваня Костуранов, каде што неговите принтовите се неговите кукички од улица Љубов, неговата изложба. Целата колекција, односно ревија, беше како едно интересно шоу, каде што настапува и нокаутот кој пред некој време имам. Тоа си забележав дека си шоумен. Да, пред некој време имам соработка со нив, значи сум задолжена за нивниот стајлинг. И ова мора да напоменам дека не е прва ревија каде што ја користам македонска музика, но беше прв пат да имам бенд во живо. Буквално за целата приказна. И беше единствена на Fashion Week која што такво шоу приреди. Да. Кажи ми нешто за твоето лого, морав да го забележам и го има тука, после ќе им го покажеме на гледачите. Идејата за него и што представува? Па логото е изработено од Магдалена Дилевска, една од девојките од Преплет, дуото Преплет. Инспирацијата, сакав да биде нешто што е карактеристично за мојата струка и секако тука за качалката, како заштитен знак. И секогаш кога некој ќе ме праша зашто баш за качалка, причината е затоа што мојата работа е да закачам нешто на неа. Така. Кажи ми, спремаш едиторијал, кој што ќе излезе во понеделник. Да. Нешто повеќе за него, која е темата, со што се врзува, каде го снимаше? Едиторијалот е инспириран од скопскиот ноќен живот, каде што се вклучени околу 15 на локации, значи култни скопски места. Едиторијалот се снима навечер, значи еден прв едиторијал што е работен по темници. И целата моја визија која што има во глава беше одлично доловена од Миладин Паповик, со кој што си соработувам веќе трети пат. Е дел од мојот тим. Беа вклучени разни култни места затоа што секој од нас, барем во еден период од животот, некој од тие места му било своја дома. Така, тоа ќе има можност гледачите да го видат од понеделник. Кажи ми, го спомна тимот. Ти настапуваш индивидуално, ти си Ирина Длашова, но
Кој се влегува во твојот тим? Кого би можела да издвоиш како неопходен за соработка за да бидеш тоа што си? Па мојот тим го сочинуваат четворица. Тука е Кристина Манчева како мој креативен директор, значи креативен директор на мојот бренд, која ми помага со своите графички решенија и одлични идеи. Миладин Паповик, фотографот кој го споменав, и Виктор Мирчевски кој е мој шминкер, а исто така и пиар, значи ми помага и во тој дел. И моето куче Мини, што е шеф кујна. Пред известно време имаше настан во сектор се одржа, кој беше во твоја организација. Кажи ми нешто повеќе за тоа и во врска со колекцијата што ја носеа таму луѓето. Па тоа всушност беше на некој начин оглас кој беше пуштен на социјалните медиуми, да молба до сите мои клиентки кои имаат некоја парче од Ирина Тошева да се приклучат во проектот, што всушност беше дел од снимањето на едиторијалот. Како што кажав дека Скопскиот ноќен живот е инспирацијата за едиторијалот, идејата беше целото диско да го наполниме со мои облеки. Во целата таа атмосфера имаше две девојки кои носеа парчиња од новата колекција, но и сите мои драги клиентки кои во позадина носеа некои парчиња кои дали се кастом изработени за нив или од некоја постара колекција и сте се забавуваа. Кажи ми сега, со што се занимаваш, на кој проект работиш? Па во текот на Моден викенд Скопје беше склучен како договор меѓу мене и фабриката Cebotex, значи collaboration project, кој е поддржан од Министерството за економија, каде што еден дизајнер помага на една фабрика да Во која смисла? Да, во современување на дизајните, значи во некои нови парчиња облека, а фабриката помага околу целиот тој технички дел кој на секој дизајнер му е потребен. И така се роди соработката меѓу мене и Cebotex. Cebotex е компанија која веќе многу години е на пазарот и изработува спортски парчиња облека, но се со тоа нарачки за други брендови или за различни клиенти и сега ќе правиме нешто што ќе биде баш за нив. Кога може да се очекува финален производ од тоа? Колекцијата ќе биде презентирана околу средина најдот на крај на декември. Кој е заинтересиран, каде може да ги најде твоите креации? Па моментално колекцијата може се купи во моето ателје со претходно закажан термин, значи секој кој сака може да ме сконтактира на социјалните мрежи слободно. За некој ден ќе биде поставена и онлайн на мојот вебсајт irinatosheva.com, како и на eco продавницата bastardart.com, а во декември на asos.com. Сакаш ли сега да ни покажеш некој според тебе кои ти се омилени да ни ги прикажеш подетално? Па добро, ова ако да прашаш една мајка која дете е најомилено, ама добре. Сигурно имаш нешто што сакаш да се пофалиш специјално. Немам веќе многу парчиња останати, затоа што кој што може да видите голем дел од колекцијата веќе ја нема, да, иако сепак може да се изработи повторно по нарачка. Значи сите тие работи кои се со принтовите и убавите реченици на Ване, можам да ги издвојам како омилени. Гледаме една кошула, женска, претпоставувам, од новата колекција дома. Кажи ми материјалот од кој е направена? Па секогаш ја за моите колекции работам со материјали со природно потекло, значи тука се работи за поплин, што е памук, и е лесна за носење, пријатна на телото и лесна за одржување, што е најбитно за секој клиент. Така, колку време ти треба од прилика за да изработиш конкретна креација што има тука? Па зависно од работите кои ги работам тој период, значи никогаш не работам само едно парче, али ако на пример би седнала и ја работам само кошулата, би ми требале неколку часа. Па ете да речеме, некој клиент ти побара да му направиш кошула, колку време ќе му треба да те почека за таа работа? Не е толку изработката колку што е набавувањето на материјалот, не е, значи кошулата ја имам веќе мислена, али дека материјалите се принтани во Америка и навистина треба така малку повеќе време да стигне кај нас. Многу си ми омилена. Чива е оваа реченица? Ба, Ване Костуранов е препознатлив по неговите убави љубовни мисли покрај сладките цртежи и мислам дека одлично се надополнија во целата пригазна. Така, спомна принт, ова не ми делува баш како принт. Не се работи тука за принт, ова е вес, значи само кошулите и одредени парчиња се принтови, а ова е вес. Тоа што би, да, добро машински изработен, но со тоа е подолго трајно и нема да изгледа и е така покул. И поквалитетно? Да. Имаше некои забелешки, може би беа позитивни, се работи за есен-зима колекција, а боите беа доста живи, доста подсетуваат на лето. Чорапчиња имаше,
Ова е прва работа што ја гледам која што стварно асоцира на нешто зимско, джемпер. Па добро, баш ми беше предизвик да работам со весели бои, не значи дека ако зимата е ладна и сива и тмурна, дека треба и ние да бидеме така, туку баш треба да внесеме некоја свежина. Баш да ја оживееш зимата. Да, а со сите тие разголени парчиња кои ги има во колекцијата, некако као некој баланс дојдоа дебелите джемпери кои ќе ги стоплат. Па дури можат да влезат во комбинација. Да. Две работи. Спомна, оваа изработка е уникат. Да, овој джемпер е уникат, така да кој ќе го има, само тој ќе го има. Ирина, уште еднаш да ти се заблагодарам што си ми домаќин во твоето ателје. И што издвои време. И ако имаш многу работа, пак одвои известно време да ви откриеш повеќе за тебе и за твојата работа. Ви благодарам што дојдовте и кога сакате друг пат бујру. Сигурен сум дека ќе имаме прилика. Фала ти.